снимени со примена на ФПИ мерки. Сакам да му порачам на Диме Ратајковски дека за ова кривично дело е предвидена казна затвор, долгогодишна казна затвор. И порно или подоцна ќе ја добие заслужената казна. Почитав денес неговото интервју во Дневник. Читам и се чудам. Тој најверојатно е тотално неук и е залута нова функција. Се прашувам дали овој воопшто има еден ден новинарско искуство пред да стане главен и одговорен уредник на македонската радиотелевизија. Во интервјуто тој зборува, не прашува нас, кои што ги организираме протестите пред македонската телевизија, каде сме биле во периодот кога вработените во телевизијата биле на работна екзистенција и со месеци немале земено плата. Ратајковски, ние не сме синдикат, не сме ни социјална служба. Ние не бараме да ја даваме плата на вработените. Ние не бараме да ја преземеме македонската радиотелевизија. Ние само бараме во сите ваши вести, вклучително и во централниот Дневник, да емитувате прилог од пресконференциите на кои што опозицијата емитува така наречени политички бомби, пуштајќи притоа и делови од снимките, кои што ги објавува не било кој, туку лично лидерот на најголемата опозицијска партија. Да ги објавите разговорите, граѓаните да ги слушнат, па тие самите ќе проценат колку овие разговори се точни. Понатаму, според меѓународните правила, она што веќе еднаш е објавено во некоја држава, не може да представува службена тајна. Какви вие права штитите? Што штитите вие како јавен сервис, кога граѓаните горе-доле веќе се информирани за политичките бомби? Понатаму зборува дека ние сакаме насилно да ја окупираме македонската радиотелевизија. Овој човек е неук човек. Јас не знам овој човек дали има елементарно образование. Дали овој човек изгледал една наша пресконференција, направивме 10 пресконференции. Секој вечер дремеме пред македонската радиотелевизија. Каква окупација? Кој зборува за окупација? Ние зборуваме да ја ослободиме македонската радиотелевизија од стегите на режимот. Ако има елементарно образование, ќе знае дека тоа е стилска фигура, нема таму вистински стеги, значи тоа е стилска фигура, најверојатно нема прочитано некоја книга повеќе. Ние бараме режимот да дозволи, односно тие да не го слушат режимот и да ги емитуваат снимките на опозицијата. Не бараме ние не се обидуваме да окупираме македонската радиотелевизија. До кога мислат дека ваквите наивни спинови ќе поминуваат меѓу македонските граѓани? Потоа зборува дека ние сме вршеле дискредитација, омаловажување и ниски навреди на новинарите. Ние во сите наши изјави и даваме подршка на новинарите кои што работат во македонската радиотелевизија. Ние никого не дискредитираме. Ние единствено упативме критики кон Горан Петерски како главен и одговорен уредник на првиот телевизиски сервис. И сега до Диме Ратајковски како главен и одговорен уредник на македонската радиотелевизија. Јас не знам каде тој во нашите изјави најде дисквалификации на вработените во МРТВ, од кои што секој вечер има најмалку 10 со нас, само се кријат во масата и сплашени да не настрадат. Бидејќи слушнавме лично како Гордана Јанкуловска порачува да се уништат и да се сотрат сите оние кои што не се со нив. Понатаму Диме во неговото интервју тврди дека од секогаш до ден денес бил поборник за наплата на радиодифузна такса. Диме, и јас сметам дека радиодифузната такса треба да се плаќа, но за нашите пари ние треба да го добиеме она што го плаќаме, а не она што вие сакате ние да го видиме. Вие сте должни да ги имитувате ваквите снимки. И верувај, Диме, дека порано или подоцна правдата ќе излезе на виделина. Доколку имате прашање, повелете. Горан Петерски видите дека ќе повика на разговорни интервју по листите на МРТ. Дали допуштате таква покана? Апсолутно не. Јас и тогаш не бев сигурен дека ќе ме повикат, но мислев дека ќе имат доблест да си достојат на зборот. Од друга страна, веднаш кажав дека моето гостување во Дневникот на МТВ нема да смени ништо. Канцер со чај не се лечи. Ако јас гостувам 2-3 минути, нема ништо да сменам. Ние бараме да бидат пуштени аудио снимките, да граѓаните да ја слушнат содржината. Бидејќи на македонската телевизија се случи една интересна, една смешна, една абсурдна ситуација. Ние имавме дебатна емисија на кој што луѓето дебатираа за нешто, за некакви бомби.
Замислете граѓани кој што гледа исклучиво македонска телевизија и не гледа ниту една друга телевизија. Нема време или не сака. Тој граѓанин ќе биде збунет бидејќи нема да знае зашто дебатират со говорниците кои што се поканите во студиото, бидејќи македонската телевизија нема пуштено ниту една политичка бомба. Од друга страна можеа да ги пуштат заштитните снимки од мерките против Љубе Бошковски и Зоран Заев. Дали мислите дека еве ќе има резултати бидејќи и опозицијата и голем број на други високи функционери поднесоа кривични пријави по различни основи? Што ова ќе смени? Многу работи ова ќе смени. Овој режим е паднат на колена. Прашање на ден е кога целосно ќе падне на земја. Дали за еден месец, за 2 или за 3, ние не брзаме. Ќе почекаме да видиме до каде се подготвени додат. Кога ќе падне овој режим, овие кривични пријави ќе бидат процесуирани. Тие сега уживат во нивната комоција, заштитени се од власта и мислат дека се недопирливи, но работите ќе се сменат. Тогаш оваа кривична пријава можеби само дополнета и доработена, некој јавен обвинител кој што навистина се грижи за македонските закони ќе ја процесуира. И тогаш сите оние кои што се офатени во овие пријави ќе завршат таму каде што е местото, за почеток во суд, па јас верувам дека еден вистински праведен суд ќе ја одреди долгогодишна затворска казна. Дали до тогаш ќе продолжите со протестите? Вечерва во 19 часот имаме кондиционен тренинг. Мал протест пред македонската радиотелевизија. Оние граѓани кои што се слободни, кои што ни дават поддршка, нека дојдат. Во сабота имаме најголем досега протестен собир 12 часот пред македонската телевизија. Оттаму ќе се упатиме кон една од државните институции. Повторно подготвуваме изненадување кое што ќе го видат граѓаните во сабота. Без насилство, со љубов. Март, уште кај античките македонци бил месец на љубовта, кога тие ги прикинувале војните, кога пееле, се веселеле и ширеле љубов. Што мислите за овој документарец што го емитуваше Ал Джазира? Мога да го прави прилози дека документарецот се соза потекне меѓуетнички тензии во Македонија. Дали вие верувате дека е објективен? Во овој момент во Македонија има само еден непријател. Тоа се творците, креаторите и одржувачите на овој режим. Неколку десетици, можеби стотина луѓе. Јас не гледам никаква тензија помеѓу македонците и помеѓу албанците, напротив, мислам дека никогаш не било помирно. Сега сите очи се свртени кон политичките бомби и кон исходот. Ние очекуваме да биде струшен овој режим, во Македонија да настане една нормална демократска атмосфера, после 6 месеци или уште подобро после една година да се одржат нормални избори на кои што граѓаните ќе го кажат последниот збор. Жените има неуспешен опит да влезат во македонската телевизија. Дали повторно ќе пробате да гушкате? Значи, ние во саботата жените нема обид да влезат во телевизијата. Тоа беше само пропаганден потек, бидејќи ние знаевме дека не можеме да влеземе во телевизијата. Нашата цел не е да влеземе во македонската телевизија. Ако ние сакаме да влеземе, ќе земаме еден поголем чук, ќе викнам стотина подсврсти похрабри луѓе и ќе влеземе внатре. Ние не сме окупатори, ние не сме насилници. Сето она што ние го правиме има за цел да ја информира јавноста. Ние постигнавме голема работа. Последните 10 дена ја качивме свеста кај граѓаните и во незафрленото македонско село денес знаат дека има нешто кое што македонската телевизија го крие. Тоа предизвикува љубопитство кај граѓаните да свртат на другите телевизиски канали и да ја слушнат вистината за Македонија, која што ја објавува опозицијата.